Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Институции на халифатот. खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. Мир и благослов нека се на неговиот веровесник Мухаммед салаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхаби. Институции на халифатот. Куранска одредба. На оние меѓу вас кои веруваа и кои работеа добри дела, Аллах им вети дека ќе бидат поставени халифи на земјава, како што беа поставени калифи и оние пред нив, зајакнувајќи ја верата нивна, со која он е задоволен, и стравот нивни, он со сигурност нивна ќе го замени. Мене ме обожаваат и ништо не ми издружуваат, а оние кои не веруваат, па тоа се расипници на вистина. Предскажување на честниот пратеник. Пратеништвото ќе остане меѓу вас се дотогаш, додека Аллах тоа го сака. Тој ќе го предизвика неговиот крај и ќе го уследи во халифат, според правилото на пратеништво, се дотогаш, додека тој тоа го сака, и тогаш ќе го предизвика неговиот крај. Тогаш ќе следува монархија и ќе остане се дотогаш, додека тој тоа го сака, и тогаш ќе заврши. Тогаш ќе биде тиранија, која ќе остане се дотогаш, додека тој тоа го сака и ќе заврши по негова определба. Тогаш ќе настапи халифат по принцип на пратеништво и потоа замолчел. Учењата на ветениот Месија. Затоа, драги пријатели, од секогаш суннетот на семожниот Бог бил да покаже две манифестации на својата моќ. Тој со тоа руши две важни радости на противникот. Не е можно тој сега да го промени својот стар суннет. Затоа немојте да тагувате над она за што ви го зборувам. Немојте да бидете со стишено срце, бидејќи за вас е важно да ја видите втората манифестација на неговата моќ. И оваа втора манифестација ќе биде подобра за вас, бидејќи е трајна и ќе остане непрекината до судниот ден. Божја волја е сите души со побожна природа кои живеат во разни делови во светот, без оглед на тоа дали припаѓаат на Европа или Азија, да бидат доведени заедно под знамето на Тевхида, Божје единство. Неговата намера е сите негови слуги да бидат соберени во една вера, и поради исполнувањето на таа цел, и јас бев испратен на овој свет. Затоа следете ја таа цел, но секогаш со благост и убаво однесување и со молитви. И до ова време, кога еден меѓу вас стане со Рухул Кудус од Господарот. И оваа втора манифестација ќе биде подобра за вас, бидејќи е трајна и ќе остане непрекината до судниот ден. А не може да се случи додека јас не отидам. Но еднаш, кога јас ќе отидам, Бог за вас ќе прати втора манифестација за својата моќ, и тоа ќе остане за секогаш со вас. Денот на мојата разделба од вас мора да дојде, за денот на Божјото трајно ветување да може да стигне. Јас дојдов од Бога како негова манифестација и јас сум олицетворение на неговата манифестација. После мене ќе има други личности кои ќе бидат олицетворение за втората манифестација. करके देखे इशारा खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा हमारा हमारा. Советите на халифатул Месих први. Ако сакате да направите завет на баијатот на моите раце, тогаш запамтете, баијат значи себе си да се продадете на друг. Еднаш ветениот Месија ми наговести дека треба да заборавам на моето родно место. Од тогаш во негова чест, тоа го ставив во мојот ум и никогаш не помислив на моето место. Поради тоа, баијатот е тежок завет, поради кој човекот мора да се откаже од сета своја слобода и желби. Прогласување Муслих и Мауда. Халифатул Месих II. Пратеникот има два живота, личен
и заеднички, јавен, и Бог ги започнува и двата живота со чинот на објава. Неговиот личен живот почнува во добата помеѓу 30-та и 40-та година, кога му се објавило дека бил избран од Бога. Неговиот јавен живот исто така започнува со чинот на објавата во толкова мера, што кога тој умре, неочекуваната револуција од Бога ги води неговите следбеници кон нов поредок. Од таа причина, ветениот Месија овој стадиум го нарекол втора манифестација. Упатени во тоа, така да биде во состојба да ги учите другите. Браќа, мојот последен совет за вас е дека сите благослови се загарантирани со халифатот. Пратеништвото е семе после кое халифатот ги шири своите дарежливости низ светот. Поради тоа цврсто држете се за халифатот и полите го светот со неговите благослови и продолжете да ги подсетувате моите наследници на заветите на нивните семејства во името на ова. Запамтете дека вашиот напредок зависи од халифатот и денот кога ќе го заборавите и напуштите овој столб, тоа ќе биде ден на вашата пропаст. Од друга страна, ако го почитувате значењето на халифатот и ја помагате таа институција, тогаш дури и целиот свет да се дигне против вас, вие нема да исчезнете. Неколку поединци можеби ќе ги изгубат своите животи, можеби ќе се појават препреки, можеби ќе се судрите со тешкотии, но заедницата како целина никогаш нема да умре. Секој ден таа ќе ги гледа новите хоризонти на напредокот. Смртта на еден поединец ќе биде како смрт на легендарен чин, чија смрт го дала раѓањето на илјадници кои се налик на него. О, верници, и оние кои постапувате исправно, јас ве советувам дека халифатот е голем благослов Божи и треба да имате достојна почит кон тоа. Се додека поголемиот дел од вас ја чува верата и постапува исправно, Бог со својата благонаклонетост ќе ве чува да бидете благословени. Но ако поголемиот дел од вас престанете да ја имате верата и исправноста, тогаш Бог можеби ќе ја продолжи или нема да ја продолжи оваа благонаклонетост кон вас. Затоа, воопшто не постои прашањето дали постои лош халифа. Халифатот ќе биде одземен од вас во оној момент кога ќе станете подкупени. Поради тоа, не бидете неблагодарни и не гледајте со презир на Божјата објава. Токму како што нареди ветениот Месија, прифатете се на молитвата, Бог да ве чува благословени за времето на втората манифестација. Продолжете да молите, па славата на втората манифестација можеби ќе остане со вас и верата ќе биде втемелена на цврсти темели и ѓаволот ќе ја изгуби надежта да се меша во тоа. हुजूर आप करके देखे इशारा खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा हमारा. Излагање на Халифатул Месих III. Наше верување е дека единствено Бог ги одредува халифите. Оваа функција да била оставена на луѓето, дури и тогаш тие би избрале некој поголем меѓу нив. Но бидејќи Бог го прави изборот, тој не прави грешки. Тој можеби ќе избере привидно слаба личност на која луѓето обично гледаат со презир. После избирањето, Бог преку него ја покажува својата голема и моќна слава, која го топи претходното јас, природа, личност, на одредената личност и го става во нов калап, карактер. Тој исчезнува од овој свет внатре во славата Божја, поради што Бог го зема под своја заштита и ги предупредува неговите противници да се борат со него, ако имаат моќ за тоа. Тој им вели дека, иако неговиот избор бил слаба личност, на која и недостига знаење и сила и на која според нивното мислење и недостига сомилост и богобојазност, сепак Бог го зел под своја грижа и тие ќе мора да му се покорат. Ова се случува затоа што Бог сака да му покаже на светот
дека преку халифатот е исполнета неговата волја, на што човековата проценка потполно е несигурна. वो दिल है हमारा आका हमारा 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 खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा. Книгата Институции на халифатот е завршена. Еселаму алейкум.